Добро вечер и добро дојдовте во последното издание на Урбаните вести за 2013 година. Денешните вести се во името на новогодишното празнување. Еве што подготвивме за вас. Градоначалникот Сокол Митровски во предновогодишна посета на пензионерскиот дом во Ѓорче Петров. Маја Иванова подели новогодишни пакетчиња на децата од клиниката за детски болести. Препораки од Министерството за здравство за одговорно конзумирање храна и алкохол за време на новогодишното празнување. Можност за намалување на цените на SMS пораките. Новогодишни пакетчиња на децата од клиниката за детски болести. Денеска им подели сопругата на председателот на Република Македонија Маја Иванова. Поделени беа 100 пакетчиња, а 7500 играчки ќе им се поделат на децата од болниците во Македонија. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Сопругата на председателот на Република Македонија Маја Иванова денеска ја посети клиниката за детски болести во Скопје и им подели новогодишни пакетчиња и играчки на болните деца. Децата ги посетија и организаторите на проектот Прегратка на дар и представници на школата за млади лидери. Ова се денови, празнични денови, денови кога се подарува љубов, кога се искажува нашата поддршка на оние на кои што им е најмногу потребна. Сите деца имаат своји копнежи, своји соништа, своји желби, но јас верувам дека овие деца што се овде на оваа клиника имаат една единствена желба да оздрават и да се вратат во прегратките на своето семејство, во прегратките на своите родители, на своите баби и дедовци, на своите братчиња и сестрички. Директорката на клиниката за детски болести Аспасија Софијанова истакна дека има деца кои не можеле за новата година да бидат дома, па така заедно ќе ја пречекаат 2014-та. Едноставно не може да бидат дома, ќе мораме заедно да славиме новата година на клиника, меѓутоа тоа што го направивте вие, сепак ја вративте нивната насмевка. Посебно благодарам на господја Маја Иванова, со која оваа година навистина направивме една, да не речам, револуција на клиниката, со која ја враќаме колку што можеме се повеќе насмевката на дечињата кои сепак мораат да дружат со нас, лекарите овде. Емилија Ѓуровска, проектен координатор на хуманитарната акција Прегратка на дар, потсети дека и годинава како и минатата година почнале да делат играчки на клиниката за детски болести. Прегратка на дар, трета година поред ги развеселува малите дечиња низ болниците преку рачно изработени играчки направени точно од нивните другарчиња низ градинките низ цела Македонија. Многу ми е мило што токму Маја Иванова се вклучи во ова навистина хумана и благодарна акција. Драго ми е што ќе продолжиме ние да делиме играчки секоја година. Оваа година возможивме и пакетчиња од нашиот генерален покровител Бимилк и се надевам дека навистина ќе ги развеселиме дечињата кои што се приморани новогодишните празници да ги поминат во болниците. На клиниката за детски болести беа поделени 100 пакетчиња, а 7500 играчки ќе им се поделат на децата од болниците во државата. Здравствениот систем е целосно подготвен да ја обезбеди потребната здравствена заштита за сите граѓани кои имаат потреба за време на причекот на новата година и престојните божигни празници, рече денеска на пресконференција ресорниот министер Никола Тодоров. Тодоров посочи дека во текот на новогодишната вечер Здравствениот дом Скопје е организиран со 8 пункта на територијата на градот, при што ноќната дежурна служба ќе работи од 20 часот вечерва до изутрина до 8 часот. А дежурни служби ќе има и на 2 јануари во пунктовите во Ѓорче Петров, Шуто Ризари, Чаир, Битпазар, Идадија, Ченто, Јане Сандански и Драчево. Службата за итна медицинска помош денеска работи во прва и втора смена со 9 екипи на терен, додека третата смена ќе биде ангажирана со 14 возила и екипи на терен. Тоа значи двојно засилување на екипите на итната медицинска помош, кои вообичаено работат со 7 до 8 екипи во останатите денови.
Клиниката за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар, каде вообичаено се згрижуваат најсериозните случаи при повреди од сообраќајки, тепачки, петарди и слично, ке работи со засилени екипи, а Институтот за трансфузиона медицина во текот на новогодишната ноќ и божикните празници располагаат со 1785 единици крв, што е доволно да ги покрие потребите со крв. Исто така со доволен број дежурни тимови се организирани и сите општи и клинички болници и служби за брза помош во државата, додаде Тодоров. Служби од Министерството за здравство во координација со стручниот колегиум на клиниката за токсикологија подготвија препораки со цел помирно поминување на претстојните празници. Директорот на клиниката за токсикологија Андон Чибишев рече дека за празниците треба да се внимава на количината на внесените алкохолни пијалоци и тоа да не биде повеќе од 30 милилитри и една чаша вино или пиво. Тој посочи дека оние кои внесуваат алкохол истовремено да внесуваат и храна. Со алкохол да не се земаат лекови и седативи. Се забранува алкохол да конзумираат помлади од 18 години. Ако се случи некој да претера со алкохол и при тоа да се појави силно повраќање или пореметување на свеста, тој веднаш треба да се транспортира на клиниката за токсикологија или во најблиската здравствена установа, рече Чибишев, додавајќи дека од алкохол може да се изгуби животот. Има препораки кои се однесуваат и на храната, да не се претерува со внесување храна, да се внимава на онаа храна која содржи животински масноти и сол. Ако некој почувствува стомачни тешкотии, треба веднаш да побара лекарска помош. Директорот на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, Јасмина Чабуковска, рече дека во текот на новогодишната ноќ, главно во таа здравствена установа, се примаат пациенти со повреди здобиени во тепачки, сообраќајни незгоди и употреба на пиротехнички средства, кои се резултат на прекумерно конзумирање алкохол. Таа укажа на умерено внесување алкохол и храна во текот на новогодишната ноќ, кога на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски ќе бидат ангажирани дополнителни екипи. По повод новогодишните празници, градоначалникот Сокол Митровски го посети пензионерскиот дом во општина Ѓурче Петров, каде што се сретна со пензионерите, кои ни го кријаа задоволството од убавиот гест на градоначалникот. На само неколку часа пред дочекот на новата година, градоначалникот на општина Ѓурче Петров Сокол Митровски ги посети пензионерите во пензионерскиот дом во Ѓурче. Пензионерите видно расположени изразија голема благодарност за убавиот гест на градоначалникот. Тој пак истакна дека откако е градоначалник нема пропуштено ниту една прилика за да се дружи со највозрасната група граѓани, кои му даваат најголема поддршка при неговите политички остварувања. Денеска сум со најзрелата и најзаслужната генерација во општината и во Република Македонија, тоа се пензионерите од општината Ѓурче Петров, во пензионерскиот дом, да им посакам и да им честитам среќни новогодишни и божични празници. Овие се традиционални средби, не само новогодишни, него за секој позначаен празник. Јас како градоначелник со дел од општинската администрација сакам лично да ги посетам, да видам како се чувствуваат, како живеат, имат ли некои потреби, и ова редовна комуникација веќе трае откако сум избран за градоначелник општината Ѓурче Петров. Овој пензионерски дом за мене е огледало на вкупното мое работење и затоа чинам усилби на вистина стандардот да се одржи или да се видно подобри. Градоначалникот Сокол Митровски им вети на пензионерите дека неговото залагање за елиминација на сите недостатоци во домот ќе продолжи и понатаму, што најде на воодушевување од страна на присутните. Секоја година ни организира градоначалникот дочек на нова година и 8 март исто се организира тука дочек. Да им честитам 2014 година со долго живот и поуспешна работа натака, успешно водење на општината. Откако ни дојде градоначалникот Сокол, никој не ни пружил таква внимание ко он. Да ни е жив и уште еден мандат ние ќе му дадеме. Све е окей со градоначалникот на чел.
На градскиот плоштад уште во текот на денов започна празничната еуфорија. Вечер во Скопје ни новата 2014 година ќе ја дочекаат со многу забава и музика со македонските музички звезди на плоштадот Македонија. Вечерва сите на големо се подготвуваат за испраќање на старата и дочекот на новата година. Многумина ја дочекуваат во своите домови, некои со друштво во ресторан и кафулиња, а некои пак на организиран дочек на отворено. Оваа година скопјани ќе имаат можност да бираат помеѓу две новогодишни прослави. Едната традиционална на плоштад Македонија, а другата во близина на плоштадот Јадран. На плоштадот Македонија присутните ќе ги забавуваат Мустафа и Мери, Тијана Дапчевиќ, Калиопи и Кукулеле за крај. Новогодишниот концерт ќе започне во 21 часот, а се очекува да трае до раните утрински часови. Вистинската кулминација ќе се случи точно на полноќ, кога небото над Скопје ќе го осветли спектакуларен огномет. На плоштадот Јадран граѓаните ќе може да ја дочекаат новата година со настапите на Супер Хикс и хрватскиот бенд Прљаво казалиште. Екипата на МТМ телевизија излезе на терен и ги праша граѓаните каде ќе ја дочекаат новата година. Голем дел од нив ни одговорија дека нивниот избор е домашната атмосфера. Дома. Дома, домашна атмосфера со унуците. Дома со пријатели, дечиња, друштво, така да. Агенцијата за електронски комуникации ги спушти големо продажните цени на пораките за 75% од 2 на половина динар. Се отвара можност и мобилните оператори да ги намалат цените на СМС пораките. Законската процедура која вклучува јавна расправа и предлози од операторите заврши во декември, а според законот големопродажните цени стапуваат на сила од 1 јануари, посочуваат од АЕК. Агенцијата за електронски комуникации годинава за 70% ги намали цените за интерконекција во мобилната телефонија и за 30% цената за пристап до најголемиот фиксен оператор. Сите овие мерки според Агенцијата за електронски комуникации треба да придонесат за намалување на цените за потрошувачите и пониски цени на СМС пораките во мобилната телефонија. Александар Џикиќ е нов селектор на кошаркарската репрезентација на Македонија. Горан Пандев и дефинитивно нема повеќе да игра за Македонија. Повеќе за овие и останатите спортски вести по рекламите.